Топ тема, добро вечер. Се уште се затрупува дрисла, а според првичните резултати од мониторингот на воздухот во Трубарево по хаваријата која што се случи во погонот за отпад на F групацијата, концентрацијата на PM10 частичките се во рамките на дозволените граници, соопшти денеска Министерството за животна средина. Но и натаму не се објавени резултатите цитирани во понеделникот од директорката на Државниот инспекторат за животна средина, ниту резултатите од армиската АБХО единица. Вечерва во топ тема за дилемите. Што ни се случува? Изгаснати пожари или затрупани проблеми. Што е поуката од еколошките инциденти кои што се нижат во низ? Каде затајува системот на превенција? За ова дебата со Миша Поповиќ, истражувач во Институтот за демократија Societas Civilis, Тоше Зафиров, политиколог, и Блаже Јосифовски, претседател на Go Green. Во вториот дел од емисијата и осврт на сите сценарија за оцена на обвинението за трагедијата во Кочани со адвокатот Јанаки Митрески. За почеток на првиот дел од емисијата, репортажа на колегата Огнен Чанчаревиќ за денешните случувања во Дрисла. По 8 дена борба со пожарот, а потоа со горењето на метан и други токсични гасови, вработените во Дрисла денес ги затрупуваат со земја последните 2 џеба на подповршински оган. 6 големи камиони прават непрекинат дотур на земја која се ископува во непосредна близина, а 3 багери ја распределуваат врз последните 2 критични точки. Минатиот вторник околу 15:30 часот изби големиот пожар за кој надлежните тврдат дека беше подметнат, но засега немаат ниту осомничени, ниту приведени. Надлежните првиот ден, спротивно на сите протоколи во вакви хаварии, пожарот почна да го гасат со вода, за потоа да се преде на затрупување на просторот и задушување на огнот. 3 дена столбови час се издигаа на Дрисла, а жителите на поголемиот дел од Скопје се задушуваа од неподносливата миризба. Пристапот до локацијата каде што гореше беше отежнат, бидејќи имаше само една рута, а остатокот беше обкружен со вода, полна со токсични материи, длабока околу 1,5 метар, која во никој случај не би смеела да биде таму, а според надлежните се создала поради несовесно и непланско одлагање на отпадот. Во петокот и саботата беа направени 2 алтернативни рути за полесен, пократок и побрз пристап до местото каде што согоруваа гасови и токсични материи, а тешка механизација покрај онаа на Дрисла беше донесена од Дирекцијата за заштита и спасување и 2 градежни фирми. На неколку стотини метри од местото каде што денес багерите затрупуваа, во саботата вечер беше подметнат пожар. Во тој дел од Дрисла, според извори на Телма, се одложува од градежен и органски шут. За среќа, тешката механизација беше во близина и веднаш беше пренасочена кон новото жариште, кое потоа е затрупано со земја и задушено за околу 1 час. Поради фактот дека депонијата Дрисла нема речиси никакво патролно обезбедување и заштитна ограда и делумен видеонадзор, а за да се намали ризикот од нови подпалувања, МВР постави 24 часовни патроли во делот зад депонијата каде што има шума, а на повисоките точки возила со термални камери за да може да се контролира и штити приодот и ноќе. Јавноста се уште ги чека резултатите од мерењето на загаденоста на почвата и воздухот во првите 72 часа од избивањето на големиот пожар во Дрисла. И добро вечер и добре дојде во топ тема за Миша Поповиќ, истражувач во Институтот за демократија Societas Civilis. Блаже Јосифовски, претседател на невладината Go Green, добро вечер и за вас, и Тоше Зафиров, политиколог. Јосифовски би почнал со вас и поврзано со последниот прилог и денешниот преглед на состојбата во Дрисла. Ако се навратиме назад како тргна сега што се случува вода, пена, затрупување и така натаму, го изгаснавме пожарот очигледно. Што е со огнот? Кога велам што е со огнот, знаете, тој кај дел од отпадот си тлее долу. Да, тоа е проблемот со депониите, што секогаш е не дај Боже, ама кога ќе се случи, тогаш треба сериозно, ако не се мислел предходно, навистина е сериозен проблем. Се ако е некоја среќа во несреќа, искрено ви спомнав и предходно, вакви депонии од овој обем, кога се случуваат пожари, тоа е уште полошо. Ние некад имаме некоја среќа, иако ова треба да не биде последно, буквално последно предупредување
на темата отпад и генерално екологија да биде на први неколку места за решавање ако сакаме да имаме неквалитетна живот, да имаме живот. Така што овие проблеми, ако сакаме да ги решиме, потребно ни е денеска да почнеме за да има резултати за 5 години. Овие проблеми, на жалост, сега можете само да ги затрупате, да ги интервентни мерки да направите, но нивно решавање, пример Вардариште. Денеска да почнеме, 26 месеци вика фезибилите студијата што излезена пред 10 години. Така што и да почнеме денеска, резултати за 2,5-3 години ќе видиме. Последно опомена за кого? Бидејќи сега и вечерва ќе разговараме за неколку, два одвоени екоинциденти. Првиот е Дрисла, Вардариште, кои се под директна одговорност на државни и општински институции со оглед на тоа што сме во кризна ситуација, тука може раководење да преземе и државата без поговорност, се друго е само политизација. Имаме екоинцидент во приватна компанија каде што подготвеноста на државата пак се мери на едно друго ниво. Обезбедување на превенција и обезбедување на и реакција доколку се случи, не дај Боже се случи тоа што се случи. Нажалост, овие проблеми што ги имаме со отпадот, во извештај уште во Југославија, значи во 80-тите направени, буквално истите проблеми кога денеска да ги читате. Секогаш само да се заташка, да се остави и како е продолжено, секоја година сите политичари нормално го буткаат тоа на страна. Но јас би кажал дека и ние како граѓани, реално, политичарите реагираат на тоа што им носи гласови. Јас верувам дека реновирање на некој градски базен носи повеќе гласови отколку санација на некоја депонија, локална, пример, во некоја помала општина. И тоа е реалноста, но кога ќе стигне проблемот, бидејќи тоа е сериозен, комплексен проблем, кој што не носи радост денеска веднаш, не е некоја не знам балет, некоја многу практична работа што имаш проблем денеска и треба да ја мислиш. Ние сме тука слаби и мораме, како да кажеме, мораме веднаш да почнеме, бидејќи ние уште пред 10 години утврдивме дека во Македонија има над 2000 ѓубришта. Тоа се онакви места до село, например. Тоа сакав да кажам, не е само Вардариште и не е само Дрисла. Имавме депонија која што гореше постојано Гевгелија, Струмица, што практично не се добројува. Нема град каде што нема. Нема и тоа не е само Македонија, тоа е цел регион. Значи, односот што го имаме ние овие тука држави со години кон ова прашање едноставно ни се враќа сега, бидејќи со климатските промени и со поголемите температури, недостиг на вода и така натаму, овој проблем со депонии и горење само ќе се зголемува опасноста. Веќе гледате, ние септември сме веќе уште имаме температури над 30 степени, значи ви се зголемува, ризичните денови се повеќе и повеќе. Така што ние сериозно треба да почнеме да инвестираме пари, време, ресурси ако сакаме да имаме помали проблеми и да превенираме наместо сега да санираме. Поповиќ, што имаме сега? Ситуација на изгаснат пожар, но затрупан оган, и ако е така, кои се последици? Па, мислам дека ова е резултат на една, да кажам, на еден пристап во политиката, генерално и на доврзување на оно што претходно беше кажано, во кој што односот на институциите кон безбедноста и безбедното живење на луѓето се подразбира само како заштита од криминал, да речеме. Она заштита од насилство, иако и тука нема секогаш најдобар перформанс. Сето останато е оставено на среќа. И особено заради тоа што забележуваме дека, например, институциите, кога треба да го обезбедат овој другиот дел од безбедното живење, например, ова сега што се случува, безбедниот воздух, безбедниот да ги обезбеди, да речам, депониите, да обезбеди заштита на животната средина, тоа го остава на среќа во смисла на тоа дека не ја интересира давачките на операторите, да речеме, кон државата. А како тие, например, ќе го заштитат својот бизнис во однос на безбедноста на луѓето, тоа е нешто што го мислиме дури кога ќе настане штета. И тоа е всушност практично сега тоа што го гледаме и со, да кажам, параприватниот сектор во смисла на јавните депонии. Меѓутоа и еве последниот случај во Трубарево, каде што едноставно многу лесно некој
предизвикал пожар и Скопје Докаде ќе оди тоа лицемерие во таа неодговорност, бидејќи во контекст на оно што го почнавте? Еве, вие во институтот или јас во некоја моја фирма или мојава фирма тука или било која фирма, тоа сите го знаат како правило и процедура. Да сака да раздолжи три компјутери, мора да ја истера целата процедура до крај за да докаже на кого ги продала за да може да ја сведе вредноста на нула, односно да ги целосно да ги отпише од својот имот. Воспротивно, тука имате, да не почнеме да ги редиме, какви се потенцијални казни од кои се инспектори. И во ред, сите совесни, одговорни компании и поединци тоа го почитуваат. Но тука доаѓаме до прашањето што потоа, еве, јас сум испочитувал, вие сте испочитували, на крајот ние не знаеме каде тоа завршило и на крајот од денот може да ни се врати преку тоа што го дишевме и се уште не знаеме што дишевме во саботата, неделата. Тоа е заради тоа што заради тоа што овој дел од размената на давачки е помеѓу два актери на приватниот сектор. Вие како некој што се ослободува од отпадот и компанијата што прибира отпад. И не ја интересира многу државата што всушност понатаму се случува, бидејќи сите ние ги плаќаме овие другиве данъци што ги интересира државата. Но државата мене ме обврзала токму врз основа и вас токму врз основа на тие закони да ја заштитиме природата. И тоа завршува до степен кога еден ја исполнува својата обврска, а за другиот и контролата на државата тогаш никој не одговара. Да, и мислам дека веројатно излезот од сето ова е всушност да проработат линиите на одговорност во повеќе смисли. Прво е и веројатно она што најретко го гледаме е обештетување. Значи сега Скопје ни диша неколку недели загаден воздух. Во управувањето со отпад има еден термин, загадувањето го плаќа на штетата ја плаќа загадувачот. И веројатно еднаш за секогаш за да свати државата дека општеството, меѓутоа и државата може да има трошок од негрижа за да се обезбеди безбеден живот, треба да се проба, нели, групна тужба и да се бара обештетување за сето ова загадување што го дишевме во изминатите недели. Би било ли тоа компензација, бидејќи ако го исплати државата, пак го плаќаме. Не е само државата таа ние, што... Ако останат оние механизми за директна одговорност на сите кои што се во тој ланец. Тој инструмент ретко кога се користи, се прави табу за тоа. Ова не значи дека не треба да има дисциплинска, кривична, политичка одговорност за неуспехот на институциите да обезбедат должен надзор врз управувањето, да речам, со отпад. Зафиров, кој е вашето гледиште еве за оваа чудна ситуација во која што се наоѓаме со оглед на фактот што слушнавме и во понеделникот, се е според законот, тоа се е според законот, значи дека еве на примерот на хаваријата во Трубарево, фирмата водела дневна евиденција, но ниту директорот, ниту директорката не знаеа да кажат што изгорело. А ако се е во ред, во дневната евиденција морало да има салдо што имало таму. Не ги знам деталите конкретно од тој случај. Меѓутоа, јас би се надоврзал на оно што Миша го начна, една поширока историска перспектива од аспект на тоа зошто гори. Гори заради корупција, гори заради неодговорност. Било Трубарево, било депонијата во Кочани, било Пулс, било депонијата Дрисла. Ќе се вратам многу години назад, чисто за да направиме една споредба од аспект на нивото на владење на право, односно борбата против корупција од 90-те навамо. И тоа е дел од индексите кои ги мерат
генералната состојба со демократијата, конкретно зборувам за Македонија. Има еден еклатантен индекс кој што го спомнав, кој што го мери владењето на правото од 91 па до денес. Верували или не, во моментов 2024 владењето на правото е со помал индекс од 91. Значи ние сме прошле транзиција, сме прошле прислушкувани разговори, бомби, СЕО и така натаму и доаѓаме до ситуација во која што владењето на правото е срозено комплетно. Така да од тој аспект јас не очекувам дека некој конкретно во сите овие случаи, особено не од извршната власт, би понел одговорност. И вака на една ваква анализа на годините наназад, кога со ова би соочиле било кој функционер од следнава власт, ќе ви каже веднаш што е затоа што минатата власт воспостави целосна контрола врз судството и на тоа ќе си остане. Апсолутно, и тоа го гледаме секој ден, особено низ соопштенијата и пресконференциите кои што ги држат. За мене запрепастувачки е како не може да се каже на ваква ситуација, јас сме дојдени практично од зид, умираат луѓе буквално, да седнат на маса, може би е наивно од моја страна да верувам, меѓутоа не гледам друг начин, освен да се разговара и да се востануваат приоритетите како понатаму. Затоа што се друго е гасење буквално на пожари и како се вика фигуративно гасење на пожари, оно што Блаже го спомна, ние не се грижиме да превенираме, ние се грижиме како ќе постапиме и уште полошо кој ќе биде пиарот од која ќе се случи катастрофата. Каква изјава ќе даде премиерот, каква изјава ќе даде министерот, директорот на агенцијата односно дирекцијата за заштита и спасување и така натаму и така натаму. Ние сега зборуваме за инциденти, хавари кои што се случуваат во областа на животната средина. Но бидејќи јас го споменавте дека да се наврати, вие се навративте наназад во друг контекст, еве да се навратиме наназад во контекст на инциденти од различни области. Тука ни се Дурматурс, тука ни е модуларна, тука ни е една од најголемите и најголемата трагедија во Кочани. Ова депониите ни беа и секојдневи и нормала, за да не се случеше овој голема хаварија во Трубарево и за голем дел од нив процедурите, законите, реакциите на институциите се покриени со солидни закони. А не се случуваат. Тоа е случај. Јас мислам дека за некои инциденти во случајот со Кочани дискотеката Пулс, катастрофална трагедија, нема простор за водење политика. Барем не на начин на кој што ние односно политичките партии, неголемите чинители во државата тоа го прават. Едноставно мора да се најдат механизми пред се на диалог помеѓу овие чинители. Ми делува дека целата ситуација е прилично невозможна, затоа што ние уживаме во тоа неслушање, тоа е првата работа, и втората работа е недоверба, генерална недоверба. За последните истражувања на МЦМС отвараат еден сегмент во кој што вели дека довербата што меѓу себе ја имаме, односно недовербата е 84%. Ако вие како Боби ми се обраќате мене и ми кажувате работи за кои што се фактички утврдени, а јас ви верувам само 15%, тоа подразбира дека зошто би ве слушал прво или зошто понатаму би продолжил диалог. Сега поставете го тоа на ниво на политички партии и ќе добиете сликата која што ја гледаме секојдневно. Имате соопштенија на дневно ниво по 5-6 кои што се прашувам дали воопшто некој ги слуша. А активностите на терен ги гледаме и за жал не се ветувачки. Колку Миша ова перцепција на граѓаните, недовербата се должи всушност на нешто што го гледаат како во низ годините наназад и постојано, а може да се нарече институционален крах.
генерално довербата помеѓу луѓето и довербата на луѓето кон институциите е многу широка тема, ќе се обидам да ја скратам многу, а таа е дека од истражувањата па и кои што ние сме ги правеле, се гледа многу јасна корелација помеѓу недоверба во институции и искуство со корупција. Значи, луѓето кои што искусиле корупција, генерално немаат доверба во институциите и тоа кажува дека е некоја научена лекција во која што вие со недоверба пристапувате или имате однос кон институциите затоа што не сте го добиле она што сте го заслужиле. Меѓутоа, да се вратам малку на овие инциденти за кои што се зборуваше, а тоа е дека појавната страна е дека и да речеме Кочани, и ова сега, и пожарите генерално, е неуспех на надзор. Неуспех на инспекцијски надзор, полициски надзор. Значи, ако го земеме Кочани, да речеме, тука имате долго години толерирање на различни инспекторати, толерирање на полиција, што од коруптивни, да кажам, причини, што од генерално немање чувство за онаа службена должност, ставање во улога на некој што треба да го поддржи приватниот интерес и вие не ги спроведувате правилата. Нели прашањето оригинално ви беше, имаме навидум добри закони. Имаме добри закони, имаме некои слабости, меѓутоа генерално законите ги опфаќаат во својот текст. Ги опфаќаат и концептите на така наречено градење на отпорност. А тоа е вие дека не треба да стигнете до инцидент. Не треба да стигнете до позиција во која што некој ќе запали внатре во дискотека пиротехника, а тоа не е безбедно, воопшто дека не може да има таму дискотека, или пак во случаите со депониите, дека депониите се соодветно обезбедени. Тоа го има во законите. Пропуштениот надзор е тој што дозволил до таму да дојде, што од корупција, што од генерална негрижа за градењето на отпорност, заради тоа што... Извини само, Боби. Заради тоа што ние имаме внатрешна култура во институциите, во која што наместо подобро да се спречи, наместо да се лечи, подобро да се лечи, отколку да се спречи е културата кај нас. Ние немаме чувство на градење на отпорност, а всушност сето она за што зборуваме денеска, особено ако зборуваме да речеме за депониите, за отпад, зборуваме за концептот на критична инфраструктура, во која што вие критична инфраструктура се сите оние објекти, процеси и така натаму, системи во општеството кои што ако доживеат некаков прекин, ќе има сериозно влијание кон животот и живеачката на луѓето. И вие ако немате чувство дека отпадите, депониите, вази се критична инфраструктура, никогаш нема да се погрижите, дури и да нема корупција, а не велам дека можеби нема, да ги заштитите, заради тоа што едноставно лечите инциденти, не се обидувате да ги спречите. Оно што сакав да го дофрлам само дури зборувате беше фактот што ние сме сега принудени да се враќаме со години наназад, па да пресметуваме кој бил на власт кога Дрисла станала Дрисла, па кога било воспоставено јавното приватно партнерство, па кој се обидел да го раскине договорот, па како се раскинал договорот, па кој го почнал, кој не го завршил и така натаму, а при тоа имаме една депонија која однапред има, како она мермер, а не е мербер, однапред има капија, нели по стандард, па вие влегувате на капијата за да си платите, ама од страна може да влезе кој како сака. Исифовски, што треба
да извлечеме од овој институционален одговор или не одговор. Мајќи ги предвид еве последниви инциденти. Најава за евакуација без евакуирани. Анализи без резултати и нас проти тоа реално загрозени граѓани. Па јас најмногу би извикал, ова обично се користи за културата како сектор, но би кажал дека чистата животна средина е скапа, многу скапа, ама нечистата загадена животна средина е најскапа. И би кажал дека конечно мораме да ги средиме приоритетите кои не се основни приоритети. Ако потребно ни е основно да имаме чиста вода, чист воздух, чиста почва и така натаму, тогаш да почнеме да вложуваме сериозно во тоа. Тогаш конечно животна средина да добие прво место, второ, трето место во буџетите што се даваат, што се нудат, кредити кога се земаат, да се земат за тоа кредити. Нека се санираат депониите што ги имаме, но 50-тина кои не се по стандарди што општините ги користат. Да не земаме кредити да се користат за работи кои што не се суштински, да кажеме. Така што мислам дека треба да почнеме вложување сега кој отпадот тема. Ние имаме голем проблем со водите. Таа тема може не денес, не за 5, ама за 10 години повторно ќе дојдам тука во емисија малце постари, ќе зборуваме дека имаме загаденост на водите и тие води ќе бидат загадени не знам колку години, неколку града ќе немаат вода. Например, сакам да кажам дека од сега мора да планираме суштински работи со сериозни пари, да развиваме институции, капацитети, ресурси. Многу темата животна средина е најкомплексните и затоа во ЕУ кога се вегува... Еве и вие многу сите, секој од својот сегмент, кој на креирање политики, вие конкретно во сферата на животната средина, меѓутоа ние постојано обновуваме вакви дебати кога ќе се случат големи инциденти, а тие продолжуваат во низ. Бавни ни се би рекол секако институциите, тоа не на сите е јасно. Јас би кажал дека темата пример со оригинални депони која што започна како крајно решение да не се реши проблемот со отпадот, започна уште 2012, јас тогаш бев уште на факултет. И тогаш бевме сите ентузијасти. Тогаш излезе физибилити студијата, ако не се лажам, 2013 година за Вардариште. Значи сите бевме ентузијасти дека тргна работата. Па потоа излезе задоцнувања, дискусии, па градоначалници не прифаќа, па напред процесот па назад. И процесот е уште напред назад, уште не се знае ни за источен и североисточен, уште сме 3 чекори напред, 2 назад, нови локални избори, нови градоначалници. Сакам да кажам дека некако проблемите не ги решаваме и потоа ни се случуваат, па ги дискутираме една недела, па после друг проблем некако и тоа само ни се случува и нажалост со екологијата само може да се влоши ако не го решите нажалост денеска и затоа е најкомплексен проблем и во ЕУ кога се влегува едно од најкомплексните прашања заедно со владење на правила и така натаму и најскапо. Значи како да кажам, едноставно мора да го обмислите однапред за да биде што поевтино, како да си го направиме поевтино. Така што ние како земја, ако сакаме, мораме бидеме многу сериозни во пристапот и како да кажам, да ги насочиме ресурсите во оваа област. Зафиров, што за вас треба да биде практично еден, ајде да не речеме заклучок, ама една можеби поука за конечно освестување и од овие последни инциденти, затоа што нас проти изјавите ни кажуваа дека ќе ни требаат 7 дена, на нас ние успеавме за 30 часа. Сведоци сме на сериозни индиции дека впрочем и го почувствувавме дека одговорот не беше така како што е by the book, односно по книга, ако успееме да ги најдеме книгите. Затоа малку после со Миша, кај се книгите? Јас мислам дека спомнавме и преходно законски сме многу добро покриени, легислативата е таа која што е позитивна. Тоа мислев конкретно на ова за отпадот, ако се следи по закон, се е перфектно, сосема спротивно на реалност. Да го дадам контекстот од правна рамка до пракса. Јавните политики се такви, тие кои што се труеме да ги следиме како држава, како граѓански сектор. Оно што фрапира, а одговорот е совршено јасен, тоа е дека зборуваме за предвидливи настани. Знаеме дека секоја година имаме голем ризик од пожари. Знаеме дека од година во година имаме проблем со решавање на депониите. Од аспект се палат, па треба се угасат, треба механизација, треба посебна опрема и така натаму и така натаму. И мене не ми е јасно како
на ова не се дава приоритет од аспект на извршна власт. Дали ни е важно да имаме, ако не се лажам, 7.500 службени возила на користење во моментов, или треба малку подомаќински да го распределиме буџетот? Тоа е првата работа. Втората работа, исто од пракса, да сватиме дека го спомнавте и вие делот со пожарникарите, имаме луѓе за кои што се херои, меѓутоа излегуваат со животен ризик и се изложени на таков тип на токсични материјали, воздух, оган, на крајот од денот кои што гаснат без опрема. Знаете, за нас, за локалната самоуправа, која ќе слушнам градоначалник дека е посебен успех дека обезбедил опрема, се извинувам, а тоа треба да биде опис и попис од работата, а не нешто како успех со кој што би требало да се гордеем. Да се вратам на оно што ми е поента и цел, мислам дека треба да приоритизираме. Корупцијата е онаа која што ја прави играта целосно поразлична, ги меша картите совршено во друга насока, и затоа ние секоја година искусуваме и живееме работи кои што не засегаат директно по личното здравје, односно не знаеме што дише на моментов. Миша, деновиве се обидував да го најдам основниот документ. План за спасување, акција, евакуација во случај на постои како наслов, но понатаму линк нема. И барајќи по различни документи кои што особено сакав некако да најдам нешто што ќе ми ги даде некаква насока, еве дури за оваа дебата како е можно да имате евакуација без евакуирани, но не најдов ништо. Наспроти тоа, најдов еден прирачник за граѓаните, подготвен од институтот, од вашиот институт, и сега тој има некаде околу 80, повеќе од, да избројам, 94 странички. Наспроти тоа што на интернет страницата на Дирекцијата за заштита и спасување има само еден флаер, тоа е една страничка густо нацртана во боја. Зошто Институт за демократија има нешто што нема државна институција? Мислам, не правам ни лице, меѓутоа го посочев како пример, бидејќи навистина одразува реалноста. Овдека има примери за различни ситуации на заштита во сите можни варијанти на природни катастрофи и елементарни непогоди, кои што навистина кога ќе ги прочита човек ќе каже, па јас ова не сум го знал. Да, ова е подготвено пред неколку години, ова не е сега. Меѓутоа уште важи, да кажам така. Работата е што долго време институциите од оваа област не беа ориентирани кон граѓаните. Особено Дирекцијата за заштита и спасување. Ако ви текнува, например, минатата сезона на пожари, дирекцијата требаше да биде на терен. Таа беше поставена на страна на сметка на ЦУК. Да. Ама сакам да кажам, генерално има една затвореност. Не е само тој документ вие што го барате. Например, секоја општина носи различни планови, например, за заштита и спасување. Некогаш тие имаат третман на државна тајна. Значи, зборуваме за планови за заштита и спасување на општини, кои што имаат третман на државна тајна. Тоа нема никаква логика. Тоа граѓаните треба да го знаат. Граѓаните, да речеме, од општина таа и таа, општината треба, например, исто така да ги информира. Ако има поплава, треба да се овие во ова село треба да бегаат. Затоа и го спомнав овој документ во контекст на тоа што ние бевме оставени 10 часа да чувствуваме дека нешто не е во ред, а немавме институција која ќе ни каже што не е во ред. Да, потребно е да се врати она подзаборавена работа, ја кажавте сите во одбрана и заштита. А тоа беше тоа е од во неформалниот разговор на разговор Берлинскиот зид.
Меѓутоа, на вистина е тоа така и сега повторно се враќа тоа, што поради војната на агресијата на Русија кон Украина, меѓутоа исто така таа идеја за градење на отпорност, прирачникот всушност кажува, вие како граѓани треба да бидете сами способни првите 72 часа сами да се заштитите, затоа што можеби државата нема да, или институциите или општината нема да може да дојде до сите, ама улогата на јавните институции е да ги обучат граѓаните за тоа, да им каже што треба да се направи во случај на пожар, во случај на земјотрес, во случај на вакво загадување, па и новинарите посебно на пример треба да имаат обука, затоа што за жал гледаме новинари кои што известуваат многу блиску до пожарот и се изложуваат себе си на опасност. Сите во одбрана и заштита го спомнав во контекст на тоа што кај нас се доживува некако како реликт од минатото, иако многумина кои што излегле надвор во посета на институции, па дури може да им се случи таква вежба и во хотели. Не, шведско, например, само уште ова, шведската, например, институција, Дирекција за заштита и спасување, она издаде едно слично вакво, прирачник за граѓаните и е многу добар, вклучително и со објаснување која сирена што значи. Заради тоа што е, например, едно од работите е сите имаме мобилни, ама мобилните во случај на некаква поголема непогода може да изгубат па ќе се вратиме на старите и им вели ова ако ви снема телефон на тој канал на радио, на FM, на AM има ќе емитува шведско радио 2 и така натаму и така натаму. Далеко шведска. Кратка пауза за реклами, а потоа е со завршните заклучоци за овој дел од дебатата. Го заокружуваме овој дел. Јосифовски, го имавме во минатото за дел од случаите што ги спомнав, се заговори и сега од дел од вашите колеги екологисти, акција вонредна за контрола на дозволи, капацитети, инсталации и така натаму. Пожелни се на колку ваквите можеби стихини акции може да дадат резултат? Секаква акција е добра, па и кога е стихина. И јас би кажал дека, мислам дека, се тоа треба да се испита, но мислам дека не сме толку лоши, можеби во дозволи, во тој дел, во инспекции на отпади и така натаму, колку што сме лоши со делот на депонии, каде што буквално имаме 50 на депонии кои што немаат скоро никакви стандарди, кога зборам никакви стандарди, зборам дека не се оградени, нема камера, нема чувар, зборувам за таква опасност. Приватните објекти дека има сигурно некаде може да се најде нешто, дека има недоследности, тоа ќе има сигурно. Но моје мислење е дека проблемот треба да го насочиме енергија кон овие нестандардни депонии прво што ги користиме, потоа кон сите оние 2000 ѓубришта и повеќе што ги имаме поголеми низ државата. Тука мора да ни е фокусот, а да не зборам за стари депонии како што е таа во непосредна близина на Охрис, Линданот, да не зборам за таа депонија која што случајно ја најдоа некој овчар ја нашол депонија уште Југославија што депонирале со Линдан, се депонирале, никого не пријавиле, скришно ја напреде. Такви имаме 15 и повеќе жешки точки низ Македонија, кои што се страшни точки, и ако навистина има некаква непосредна опасност како што некои институции ги скажуваат, мислам дека уште повеќе треба тука да се насочиме кон нешто што може да ескалира, навистина да биде сериозна трагедија. Завршно прашање за двајцата по една минута, како да се прекине буквално овој круг и што може да направат граѓаните за конечно некако да се бидејќи институциите често се повикуваат на совесноста на граѓаните, да се освестат институциите или да се стави некаков крај на овој институционални дефекти? Па, би било излишно да се каже дека, не знам, треба да се бара одговорност од политичарите, да се бара одговорност од институциите, заради тоа што тоа самото се подразбира. Улогата на правосудството тука е да гони
и злоупотреба на службена должност и генерално да ги најде кривичните дела кои што се тука присутни. Меѓутоа, ќе го кажам тоа од каде што почнав, многу малку зборуваме за крупни тужби и стратешко судење во кое што граѓаните ќе побараат и надоместок за лошата, да кажам, животна средина во која што живеат. Инструментот на граѓаните против политиканството, а отсуството на политики. Кој би го знал одговорот, сепак е одговор за, што би се рекол, за $1,000,000. Мислам дека ситуацијата, одговорот е комплексен, ама во исто време е многу едноставен. Треба да почитуваме, тоа е парче хартија, се вика устав и закони, или ги почитуваме и како граѓани, како власт, или не ги почитуваме, пошто разликата, како што спомнав преходно, ја живееме секој ден. Оно што може да биде еден механизам за себе заштита, за граѓанска заштита, се можеби оние форми на граѓански ревизии. Не знам дали е соодветен превод на македонски јазик, во кој што самите ние сме оние кои што контролираат и би требало да бидат свиркачи кон институциите, меѓутоа пак завршува кругот и жешкиот костен кај институциите, дали ќе реагираат, кога ќе реагираат, односно за колку време, бидејќи сведоци сме, не се случи фемицид пред некој ден, од едноставна причина затоа што потврдиле целосно институциите. И последната работа е борбата против корупцијата и довербата во судството, правосудството, што би рекол Миша. Ќе се отвараат сериозни случаи, ќе почне судењето за Пулс во Кочани и се наметнува дилемата и оправдан сомнежот на родителите, дали ние како граѓани би им верувале на тие суди и јавни обвинители кога имаат 16-22% доверба. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Пократка пауза за реклами, продолжуваме со мојот следен гостин, а тоа е токму и тема, а таа е токму зошто се одолжува потврдата или отфрлањето на обвинението за пожарот во Кочани, адвокатот Јанаке Митровски. Вам ви благодарам уште еднаш. Благодариме. Добро вечер во вториот дел од вечерашнава тема за адвокатот Јанаке Митровски. Добро вечер. Протестите за поддршка и солидарност на 6 месеци од катастрофалниот пожар во Кочани кој што се случи синоќа актуализира и едно друго прашање: зошто се одолжува она потврда која што се очекува или отфрлање на обвинението? Одговорот е многу едноставен поради обемноста на самиот предмет. Речиси сите кривичари кои што ги познавам, што адвокати, што професори, поранешни суди, од самиот старт коментираа дека се оди прешироко со истрагата, преназад со времето на извршување, затоа што многу тешко ќе докажете причинско-последична врска на, не знам, министерот Сарачини сега. На него ми текнало кој бил министер пред 13 години со пожарот, со некои непознаните институти кои што ги пропагираше републичкиот министер за републичкиот јавен обвинител. Сега, тоа е краткиот одговор. Оцена на обвинителен акт е еден институт кој што е корисно замислен кога е започнат законот за кривична постапка да се применува во декември 2013 година, но за жал праксата комбинирано со ултрапривилегираната положба која што децении назад, што од комунизмот влече корени, перзистира во Македонија, го прават мртво слово на хартија, односно е тотално бескорисен и само се губи време со него, иако теоретски улогата му е мощна корисна. Јас, барем по моите сознанија, само во еден случај, тоа за високопрофилна личност како Сашо Мјалков, е одбиено обвинение, односно истото не е одобрено. Потоа апелација го врати на повторно одлучување по жалба на јавното обвинителство и еве една интересна информација дека председател на тој совет беше и председател на истиот овој совет за оценка на обвинителен факт. Тоа е нормално на обвинителен, тоа е нормално коинциденција, но јас не знам за ниту еден друг случај кога
судија или совет за оцена на обвинителен акт се дрзнале да вратат обвинителен акт. Кратко, ако имаме време, за вашиве гледачи. Само едно прашање, бидејќи има прашања кои што ги поставуваат и родителите. Сега кога ќе видите во закон ги имате дури некои апсурдни рокови, мислам апсурдно, тоа си е така. 3 дена за поправка на технички грешки, па сега толку дена за одлучување по приговори. Тука имаме колку 33 физички и 3 правни лица. Речиси 40. Што е, каква улога игра оној инструмент за приговор на странки? Приговорот на против обвинителен акт кој што се дава во рок од 8 дена во суштина теоретски треба да биде оној прв филтер за да се види кој од делата ќе поминат, кој од делата нема да поминат или дали за некој од обвинетите, дали за сите обвинети и така натаму и така натаму. Повторно ви кажувам дека праксата ги изверзира судиите редовно да го сведуваат тоа на формалност, односно да само се задржуваат на онаа нивна обврска која што исто по законот за кривична постапка, дали некој доказ е прибавен спротивно на член 12, односно прибавен на незаконит начин, што не е словото на законот, затоа што кога внимателно го читате, законот за кривична постапка во тој дел јасно стои како еден од основите за одбивање на обвинителен акт и тоа е потенцирано ако не се доставени доволно докази. Ниеден судија во Македонија нема храброст тоа да го направи, што е жално да се каже, затоа што не сакаат да го уживаат авторитетот кој што законодавецот им го дал и особено тука меѓу другото се гледа како што во милиарда други случаи се гледа и привилегираната положба на обвинителот, а истата привилегирана положба се гледа на обвинителството се гледа и од самиот факт доколку се одбие како неосновано обвинението, што би било чудо, особено за ово обвинение. Влекувате сега кои се теориските можности. Бидејќи рековте, нашата пракса се знае. Но јас ќе ви кажам. Што е според теоријата? Да се прифати во целост, да се одбие и може да се одбие за дел од обвинетите, да се прифати за дел од обвинението, но јас ви кажувам, ви тврдам и сите што работиме кривично право знаеме дека тоа обвинение како и сите други обвиненија ќе се прифати во целост затоа што овој теоретски користен институт е за жал сведен на мртво слово на хартија. Едноставно, вие имате ситуација да во теоријата право на жалба за одбивање на актот има само јавниот обвинител, а вие како бранител немате право на жалба ако се стави клаузула ако се одобри обвинителниот акт и тоа е само една од многуте слики за состојбата во македонското правосудство, односно за нееднаквата положба бранител-обвинител. Иако се уште од почетокот кога почна истрагата на обвинителството и кога дојдоа првите квалификации на делата и изградбата на таа теорија на каузално поврзани настани уште од континуирана верижна реакција, и вие и многу ваши колеги, многу правници речиси сите се обидуваа во почетокот, бидејќи заради ситуацијата и големата трагедија која што се случи во почетокот многу внимателно, потоа се поотворено, но со добра намера сепак да се спречат големите очекувања на семејствата, укажуваа на нелогичноста во обвинението. Меѓутоа, одговорите од институциите, од обвинителството постојано беше ќе има правда, ќе завршиме брзо според роковите и така натаму и сега велите од една страна предупредувавте дека ова обвинение кое што не би издржало и не може да издржи прешироко и од друга ситуација сега велите, а тоа го кажуваат и други ваши, речиси сите ваши колеги, велат не би требало, ама ќе помине. Што да мислат тие што навистина чекаат правда, не само засегнатите. Така, граѓаните чекаат правда. Кога кажуваме јас и колегите ќе помине, мислиме на оваа меѓуфаза која што за жал е многу битна, а се прерипува редовно во сите обвинителни акти. Дали ќе помине со финална пресуда и за сите и за кои обвинители останува да видиме.
Не е тоа едно те исто, би требало граѓаните да знаат. Инаку, секако дека со најдобра намера кажувавме, затоа што под притисок на јавноста во комбинација со политички притисок се избрза со истрагата. Точно, да, дека истата се заврши за рекордно брзо време во рок од 3 месеци, тука притисок правеше на обвинителството и притворот, кој што не може да трае подолго од 4 месеци за ова дело без да се поднесе обвинение, ама на крајот на денот, Боби, и не е само притвор мерка за обезбедување на присуство, нели? Значи, може да се замени тој со полесна мерка и според мене релативно брзо, односно пребрзо се заврши. Да, но обвинителството е тоа кое што се го постави таргетот со оглед таа проста математика. Да, толку ни е последниот рок, значи до тога ќе имаме време и готово. Може да се прво е 6 месеци рокот за истрага, па тоа може да се продолжи за 6 месеци, па уште за 3 и така натаму, но не беше подготвено обвинителството или да бидам попрецизен, политичкиот фактор кој стоеше над обвинителството, надвиснат над него, не беше подготвен да го трпи негодувањето од јавноста. И сега што добиваме? Добиваме некоја нова варијанта на змиско око, на предмет кој што има 40 обвинети, 60 на адвокати кои што сите добро утро да кажат поеднаш ќе го обременат предметот, правото на одбрана на светиња, и слушате ме добро дека ова ќе биде маратонски процес. Споменавте дека овој дел од предметот заврши рекордно, од случајот се изменува, но другиот дел кој што е во обвинителството за организиран криминал го нема, иако се уште нема ништо, иако се чини дека лаички, тоа е многу едноставно, бидејќи тој дел се случи исто така под силен притисок на јавноста, но паради обидот да се дел од одговорните да се тргнат на страна, а тука се лаички, се е јасно. Основата е внатрешна истрага на МВР, пишани документи, опис, попис на работни задачи, еве да не детализираме толку, за акцијата вечерва и така натаму. Ако се сеќавате, мислам дека ќе вас гостував непосредно по несреќата и можеби меѓу првите, сега да не го правиме сега кој прв кажал, тоа не е ни битно, меѓу првите апелирав на тој дека минимум локалната полициска хиерархија во Кочани мора да одговара. Тоа се одложуваше до последен ден, тоа е факт, значи се последни беа лишени од слобода групата на Чалдици и за нив, внимавајте добро, немаше притвор. Значи за нив немаше притвор, а имаше притвор например за некој од обезбедувањето. Така да тоа се направи под силен притисок на јавноста, а предметот Пате ми разрешени се за да не заради наводна објективност, без дисциплинска постапка, иако постапката во внатрешна контрола е завршена. Фактот да предметот не е притворски му дава поширок простор на односно покомотна состојба на обвинителството за гонење на организиран криминал да поспоро, условно речено, или по-педантно ја води истрагата. Секој притвор е притисок, така и во овој случај. За обвинителот зборам притисок. Се случи и друг немил настан во Велес, и тоа е во допир со она што вие директно го работите, и сето тоа некако се поврзува со функционалноста или нефункционалноста на институциите. Боби, вака ќе ви кажам, го познавам сторителот, од негови и мои, бидејќи сме генерација 15 години, не сум се дружал никогаш особено. Мои другари кои што се дружеле зборуваа дека имал поголем историјат на малтретирање девојки, но сега да не навлегуваме на рекла казала, но каде јас во 3 точки денеска го таргетирав на социјални мрежи, каде е проблемот, зашто се вакви фемициди репетитивни. Сам знаеш дека неколку 4-5 случаи имаше само во последниве 2 години во Кочани, значи проблемот е следен. Прво, фактот дека за кривичните дела кои што му се ставија на товар на сторителот Илија, обвинителството, освен за опасност од бегство, бидејќи е скратена постапка и кривични дела до 5 години, не може да бара притвор.
И тука е погрешно поставено законското решение, тоа се покажува, затоа што ако некого сакаат да стават во притвор, ќе одат да го исилуваат опасност од бегство која што реално не постои, па ќе помине на суд, па ќе падне на кривичен совет или не, значи се злоупотребува, на сила се оди, судијата на претходна постапка замижува и се нели прави на 3,5 дека постои опасност од бегство, не постои, и затоа треба да има законски измени. Замислете, опасност од повторување на делото да не е основ. Што е битно дали е скратена постапка или не е скратена постапка. Да имаш опасност за повторување, верувајте дека секој совесен обвинител во Велес нели таквите се, дека господинот ќе беше во притвор, а сега да не прejudicираме, можеби и девојката ќе беше сега жива. Тоа не е случај, но тоа може да се направи со брзи измени, и така кривичниот законник е швајцарско силење кај нас. Се извинувам, законот за кривична постапка и кривичниот законник кај нас се менуваат на 15 минути. Втор голем проблем кој што се занемарува, а кој што народот не сака да прими дека е вистина, а ние кои што го работиме тоа знаеме дека е така, е огромниот дефицит на суди и јавни обвинители и особено помошен кадар. Од 650 по систематизација, мислам дека сме веќе и на помалку од 400 судии. Тоа нормално ја одоговлекува секоја постапка, притворите се приоритетни, па и тие прават притисок и се занемаруваат другите, односно се одоговлекуваат другите предмети, и тоа е состојба која што трае 10 години наназад, која што е креирана, условите за тоа се уште од времето на министрувањето на царувањето уствари на Михајло Маневски, и таа е состојба за која што мора итно да се реагира, и особено на помошен кадар. И трета и можеби најважен фактор е надзорот и одговорност. Партизацијата во Македонија си го прави своето. Многу добро знаете како долгогодишен новинар. Тоа беше и следното прашање. Многу добро знаете како долгогодишен новинар. Кога нешто ќе се дефинира без оглед на сите недостатоци кои што ги кажавте, тоа е прелеано на останатите институции. Ниедна институција, Боби, ниеден орган, ниедна индивидуа не била казнета или барем не била соодветна казнета кога таа не постапувала или кога низиното постапување затаело. Јас добив информација дека девојката многукратно барала заштита, одговорот било немаме луѓе да постапуваме. Што е страшно. Во претходниот дел разговаравме и за сет други хаварии кои што ни се случуваат, тие се од друга природа во контекст на заштита на животната средина, меѓутоа голем дел од правната фела во Македонија на некој начин позитивно го дочека начелното правно мислење на Врховниот суд, со кој нели беше задолжена државата да обезбедува чист воздух, вода и здрава животна за средина доколку нешто не се случи. Тоа значеше дека ќе можеме да тужиме. Има правен основ да се тужи, но никој не тужи. Дел од нашите гости вечерва рекоа тоа е еден од начините да се предизвика таа одговорност, што и вие пред малку рековте, иако во друг контекст. Во Скопје живеете, ако не бевте надвор, ако бевте надвор во саботата вечер, веројатно во неделата имавте можност ајде да кажем, да се труете. А и да не бевте тука, Вардариште и Дрисла се секој ден, па и секоја зима тоа ни се случува. Еве како адвокат. Мислите, би влегли ли во таква авантура да тужите? Можеби чисто од кејф како предизвик правен, но тоа не е солуција, за жал. Далеко од тоа дека е погрешно, дека е погрешен началниот правен став или правно мислење на Врховниот суд, но што со тоа? Кај нас политичарите се навикнати дека дури и кога ќе направат грешка, самото. Еве на пример за загадувањето на животна средина без оглед во која општина сте, да кажеме дека сте во X општина, и имаме еве низа документи што можеме да ги извадиме, ние сакаме да чекаме. Пулмолошки проблеми, мерни станици и така натаму. Низа обврски на институции и лица со име и презиме. И зошто велите само како еве професионален предизвик, што јас би си дозволил да додадам, не очекувате ништо да се случи. Еве сега ќе ви кажам зашто. Прилично лесно би се докажала каузална врска тука на пропуст на институциите со, да речеме, некој што развил пулмолошки проблеми. Зборуваме за посериозен карактер, не дали би мирисало на запалено или на изгорено. Значи, во проценка во Македонија дека меѓу 5 и 6 илјади луѓе умираат од загаден воздух секоја година. Во таа насока на аргументите, со леснотија мислам дека ќе се докаже каузална врска и вие ќе имате состојба да можеби
некоја символична надомесна штета ќе добиете, па и да не е толку символичен, ниеден од оние дебеловратовци кои што не се запоседнати на вратот 35 години најаваат, нема да сноси одговорност. Државата ќе ги плати парите, а кај нас многу одамна се нема пракса, иако се има обврска за тоа, државата да ги регресира парите кои што ги исплаќа за неоснован притвор, за загадена животна средина, кога се работи кај пропуштање на институции и функционери, тоа државата има право и обврска да ги регресира од оној кој што требало, а не постапил. Например, и ќе ти направам и компарација, и затоа е мојот песимизам, дека законот за судови, законот за јавни обвинители имаат подразбираат и материјална одговорност, значи за пропусти при работење. Многу пати кај нас Страсбург има тепано за неосновани притвори и особено за неосновано продолжувани притвори, државата исплаќа и во ниту еден случај не барале судијата, советот или јавниот обвинител кој инсистирал на толку долг притвор да регресира, односно да ги плати парите за одџеп, што имаат право и обврска. Ете, од таму потекнува мојот песимизам. Ви благодарам што вечерва бевте во топ тема. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на ТЕЛ.